поддршка Перо Антич има од 7 клуба од можни 52. Денеска присутни со право на глас 46 или 8. Ако со 7 души ќе водиме репрезентација, ќе водиме федерацијата, ние сме тежок фал. Директорот од МОК ви кажа дека све што ќе се изгласа ван статут и деловник е нелегално. Вие не гледате дали тоа ќе штети на кошарката или не. Статутот на КФС толку. Еве не со нова емисија во студиото на Скок со наслов во онаа наша пета димензија, овој пат во кошарката. Продолжуваме со кошарката онаму каде што застанавме, а застанавме на последното редовно собрание на Кошаркарска федерација на Македонија, кој што неодамна се одржа во Александар Палас и каде што Перо Антич останува до некое следно видување се уште председател на федерацијата. Но има еден момент кој што сакам тука да го апострофирам уште на самиот почеток, една изјава на еден познаник, долгогодишен во кошарката, кој што во една емисија во септември месец на тема кошарка, на тема Перо Антич, ми вели Перо ќе си оди кога тој сака. Се покажува ли дека Перо ќе си оди кога тој сака, дали овој мој пријател е навистина толку добар познавач на приликите? Добар ден и од мене. Очигледно дека мојата констатација во тој момент дека таа работа не бива така, сум го кажал онака спортски како мој став, како мој мислење, сега излегува начин дека пријателот бил во право, а дека значи, јас не сум бил во право. Од оно што го видовме на собранието, од оно што се случуваше во тие 5 часа, од бројот на гласовите, од зелените картони и црвените картони при гласањето, кој е за, против одреден предлог, кој е против, евидентно е дека председателот на Кошаркарската федерација нема поддршката. Меѓутоа, па добро, толку ли е моќен Перо да остане толку колку што он сака? Што е поентата на тоа? Кој губи тука? Тука сега ќе имаме ние... Очигледно губи кошарката. Тука не може да е победник Перо или да кажеме Перо наш голем маш. Не е па излезе така, Перо наш голем маш, така излезе. Добро, овие 5 часа, додека не дојде луѓето од Александар Палас да ги избркаат, бидејќи го пробија терминот, излегува дека Перо наш е голем маш. Која е суштината на сето тоа? Нема суштина. Суштината е дека и вистината е дека тоа што можевме да го видиме ние и вие преку нашата камера, дека нема атмосфера во кошаркарските кругови меѓу делегатите Перо Антич да остане председател. Но Перо Антич останува председател. Не успеа делегатите да се организираат, другото. Не успеа да се организираат. Апсолутно така, во право си, и само да те дополнам, мислам дека и демократски си го продолжи мандатот. Немаше некое флагрантно кршење на некои правила, прописи, освен дискусиите кои не личеа на ништо, кога се расправаа таму, меѓутоа не може да му се забележи. Посебно оно што го кажаа па 20 представници од Министерството за спорт, а посебно изјавата на Владимир Боговски, спортскиот директор на МОК. Затоа ќе одиме во вториот дел од емисијата. Јас сакам малку да ставам акцент на следново. Значи, Перо можеби демократски остана или си го продолжи мандатот на председателското столче. За да си го каже тоа дека ќе си одам јас кога дали така, за да го докаже, ја не знам кому треба да докажува дека ќе се не ми е јасно, окей. Меѓутоа не станува тука сега збор за демократски, тука станува збор за морал, за етика, за добро на кошарката. До кога ние личности ќе ставаме во било која федерација да бидат преди се? Каде е спортот тука? Тука те поддржувам, мислам дека кошарката пред се загуби. И релевантно е дали условно кажано опозицијата, тој иницијативен одбор и тие 39 црвени ливчиња доделени на Перо Антич се направиле грешка во чекори околу деловникот, статутот, процедурата. Сега не е тоа тема да го анализираме. Од 52 вкупно. Да. Присутни беа 44. 48, се извинувам. Црвен картон 46 со право на глас. 46 со право на глас. Значи имаше момент, убаво и да го споменеме, но сосема кратко, не е тоа нашата тема. 20 делегати беа спорни условно за едната или другата страна, бидејќи нешто со полномоштата. Но другите 46 не беа спорни. Но еве и тие 20 делегати, еве ќе ги дадеме дека биле со полномошно во ред, а тие требале да гласаат за Перо Антич. Колку ќе имаше Перо Антич гласови? 7 плюс 2. 9. Да. Од 48? 9. 9 гласа.
И важно Перо Антиш ке си оди 39 беа против. и важно Перо Антиш ке си оди кога тој сака и важно Перо Наш е големаш. Јас мислам дека Перо Наш не е големаш и дека целиот тек на собранието можеше да има поинаков тек, по-конструктивен тек, да не се држи 5 часа млатење празна слама, условно кажано, Ама така е, од двете вистина е страни. Не можам да кажам кој повеќе зборуваше во празно, а кој повеќе одговараше правилно. Иако имаше еден делегат, му го заборавам името, еден поранешен градоначалник кој на овој беше е роден скопјанец, градоначалник на општина Центар, а застапува клуб од Кавадарци. Сето тоа е за коментирање, кој излезе 10 пати на сцената и кој ништо го прашање поставуваше. Не, мачење. Мачење. Ова што се Од двете страни случуваше во мачење, собранието, последното собрание на КФМ е мачење, Да. не е добро за нашата А кошарка. се можеше да биде поинаку. Важен момент и акцент на нашава денешна емисија, меѓу другото, и излегувањето и говорот на членот кој што фактички беше гостин на собранието без право на глас, а му се даде збор, нели, убаво е тоа, господинот Владимир Богоевски како директор е на спортски директор на Македонскиот олимписки комитет, апсолутно е на спортска фигура со авторитет и интегритет. Го кажа своето, меѓутоа тука има Ајде вака, дебата значи на таа изјава. вие сега ќе видите ќе го видите излагањето на господинот Богоевски, а потоа се враќаме во студиото да продолжиме токму на оваа тема. Поздраv сите делегати, гости на ово собрание. Јас дојдов на ово собрание како гости, воопшто не ми се позволувам. Меѓутоа, после 2,5 сата, поминате овде, уште не почнав да собранијувам. Ова ме потсеќа на некои други собрања на кои што сум присуствувал. И кај што сум бил и од оваа страна, и стварно мислам многу чудно се однесувате сите, затоа што и сами кажувате дека за 5 месеци може да имате изборно собрание и не знам која е таа причина, кој е тоа брзање да се смени председател, што рече еден од вашите представници, не знам кој е, дека во тек на или на полусезона да се прават такви турбуленции. Стварно тоа ми е воопшто нејасно. Значи ние оваа година имавме такво едно собрание во февруар месец и само да ви кажам дека ако се продолжи на начин како што го правите вие и ако ви изберете или да направите недоверба на председател, да поставите нов председател, дека тоа нема да биде ни легално, ни легитимно. И ќе имате проблеми и со Меѓународна кошаркашка федерација, а веројатно и со Меѓународен олимписки комитет. Затоа мислам дека е најдобро да се чекате 5 месеци и ако имате недоверба, ако мислите дека тој човек не е способен да води федерацијата, имате друг кандидат, ќе си даете кандидат, тој кандидат треба да биде приемен правовремено, со целата негова биографија, со онаа програма што ќе ја предложи, зашто би бил тој председател, а не би бил овој председател, и тогаш ќе се дигне карака, колку сте тука 46, ќе си го изгласате, ќе му честитате и ние ќе го прифатиме како легитимен и легален председател на Кошаркашка федерација на Македонија. Толку нешто. Кој благодарам. И што да знаете дека цела документација, преди тоа беше и ФИБА, генералниот на ФИБА свет, председател на ФИБА Европа, директорот на ФИБА Европа, подпредседателот на ФИБА Европа, дека ќе има македонската кошарка проблеми на начинот на кој настапуваше. Ја слушнавте, ја видовте изјавата на господинот Владимир Богоевски од Македонскиот олимписки комитет. Убаво кажа човекот, но многу ме интересира што мислиш ти за оваа изјава. Неспорна е изјавата и излагањето на Владимир Богоевски кој беше поканат од председателот Перо Антик да го каже своето видување и мислење, тоа е апсолутно принципиелно со деловник и така натаму, значи од тој аспект не е ништо спорно. Видовте сами што и тоа кажа, меѓутоа наше видување, да не речем и мое видување е дека овде Владимир Богоевски со цело почет кон него ја застапуваше едната опција за решавање на настанатата ситуација во собранието. Такво чувство имаш. Кој е чувството? Таа едната опција е убаво кажува зашто брзате, ќе имате проблеми со ФИБА, со МОК, со институциите. Дајте почекајте 5 месеци и испочитувајте го сето ова и еве тука сте,
се гледа како е, ќе ви помине, карикирано кажам. Дали можеби се убаво, значи знаеме што кажа, го имаме веќе го видовме сега. Тоа е едната страна на медалот. Втората страна на медалот, која според мене Владимир Благоевски дали ја заборави, дали не можам да кажам намерно прескокна, дали смета дека тоа не е решение, тоа е негово, меѓутоа ние имаме право да го кажеме нашиот став. Можеше се да биде принука да рече ова е тоа што се однесува за 39 делегати. Вие, господине председателе, кога гледате како се одвива ситуацијата, кога гледате какво е расположението на делегатите, имате апсолутно право, демократско право да ја прекинете седницата, да се повлечете на 10-15 минути и да размислите дали можете да ја депонирате вашата оставка во овој момент. Имало пракса во вакви случаи. Јас тоа сакам да те прашам, еве, кога веќе не сакал пред почетокот. Да бидеме јасни. Перо Антич имал право да не го стави на дневен ред под точка разно гласањето за доверба или недоверба на неговата позиција на председател на КФМ. Еве имал право. Имал право и не го спориме тоа, еве имал право. Тоа тешко се докажува, али хипотетички имал право. Велиме хипотетички имал право. Но кога гледаш колку е часот, кога гледаш дека немаш поддршката од оние на кои што си им председател. И тоа огромна разлика. Наачик пред тебе се. Значи не, само се извинувам, памтија дигресија. Не е што продукција Скок најави во септември толку има. Сега се гледа дека има толку. Така, и ние го најавивме како бројка. Сега се гледа дека и Перо Антич го гледа тоа. Тоа сакаш да го кажеш ти. Што треба сега да се правиме ние паметни? Излага Богоевски со сета почит кон Богоевски. Со целото негово искуство и на така натаму во многу, како што и самиот кажува, бил на многу присутен на многу вакви моменти и од оваа страна и од таа страна. Па добро, господине Богоевски, можевте вака со вашето искуство, ова што Другутов го кажуваш ти, да му шепнете на Перо Антич дека има и друг начин за да се реши желбата на повеќето делегати на собранието. Не мора да се стави по точка разно и не мора да се гласа доверба и недоверба на председател на КФМ. Како всушност тоа го сторија другите федерации. Јас, ако некој има искуство од овие собранија, вондрени, редовни, изборни, не знам какви, во различни спортови, пред се во фудбол, значи сум бил од условно кажано 50 собрања на 49 сум присуствувал и сум известувал. Сме присуствувале заедно на собрање на Ракометната федерација. На карате последната беше. На карате федерацијата милион собрања, кога 90-те години кога имаше 10 фракции. Што е заклучокот? Председателот гледа дека не го сакаат, нема поддршка. И не можеш да одиш на сила со рогови да удираш во зидот кога пред тебе очигледно нема расположение за тоа. Поголеми авторитети се повлекувале во интерес на дадениот спорт и на дадената ситуација. Ама кон кого се сега роговите, јас прашувам, кон кого се роговите? Кон кошаркарските клубови, кон кошарката, кон одредени личности? Дека удри рогови на овој баскет пред нас и баскетот е издишен. На никој друг. На никој друг. Па тоа сакам да кажам. 39 делегати ќе се пишманат. Така. Многу малку ги знам, не ги познам. Овие 7 делегати ќе станат 70. Многу е без врска. Личните работи и несогласувања. Ти имаш еве дигресија, лични да кажам, ставови кон одредени луѓе еве во ФК Вардар. Ама тоа каква врска има ако ФК Вардар оди на добро? Ако оди, па ние го сакаме. Па поентата е ФК Вардар, тука не се личните работи, поентата е кошарката бе луѓе. Каков Перо Антич, каков иницијативен одбор? Што ми е гајле мене за Перо Антич и за иницијативниот одбор? Нит Перо го знам лично, нит иницијативниот одбор го знам лично. Кошаркава наша вака. Издиш. И сега пак ќе го спомнам Богоевски. Уште една небулоза врзана со Богоевски. Апсолутно е небулозно и многу голема и троштина од некои мангупи тамо делегати на собранието сакаше да се спроведе на маса, да не речем и од официјалните лица на Кошаркарската федерација, дека ќе има проблем со ФИБА, дека ќе има проблем, не знам, со финансиски извештај, дека не може Кошаркарската федерација да функционира доколку Перо Антич сега си поднесе остав. Па како функционираат во ФФМ и во РФМ? Значи, само момент. Живко Мукаето, председателот на Ракометната федерација на Македонија, ја депонираше својата оставка во септември. Август, септември, октомври. И што запра со работа Ракометна федерација? А во март е редовното собрање. Кој работи во РФМ сега? Значи нема врска. Значи овие и троманите од двете страни, да не испадне. Значи
Федерацијата може да функционира со истиот председател иако оставката е депонирана. Така Тој е подписник на сметката, тој е регистриран во централен регистар, е. тој одговара за се. Тоа е Така само е. само ако сакаш. А седини? Во Си Фудбалска поднесе ли федерација најчиста работа. Кај што има 10 пати поголем буџет од кошарката. Си поднесе оставка, месец и пол Фудбалската федерација функционира, 22 декември е изборно собрание. Значи, луѓе, заклучокот е, не мора да има точка разно, не мораше да има точка разно, не мораше да се скрши или наруши или не знам што статутот за да немаме Ама не мораше да трошат 5 консеквенции. часа да зборуваат меѓу себе. Срамота. 5 часа зборуваат. А така е. 5 часа дали двата делегата се спорни или дали овостувањата на 46 делегата се со тековна состава на Ама некој ова регистар. излага, ајде Мислам, ќе си ја мериме нема моќта. логика. Ајде да си ја мериме моќта. Јас ќе Да. си одам кога јас сакам. Кога е тоа? На следното собрание. Зошто? Затоа што тогаш иницијативниот одбор ќе се подготви 15 дена претходно навремено ќе достави по точка разно точката реизбор, односно оставка на како доаѓа тоа на председател, Добро. изгласување доверба. Не е во ред бе Дургутов, тука луѓе, не е во ред тоа. мислам дека овие делегативе, ако веќе во септември, кога ние го објавивме тоа, имавме изборни информации, не кажавме ништо измислено, нити ги кажавме писмова кои стигнаа анонимно до нас. И тоа е тема за друга емисија. Значи, од септември, од 15 септември до 15 декември се 3 месеци, за да не правно да не ги подготвиш овие работи, и тоа некако ми стои несериозно во најмала рака. Ако е така, ја не Така. навлегувам во тоа. Не е суштината Не е тоа. суштината, тока е. Меѓутоа, еве и да е така. Да требало да има тековна состава од централен регистар за полноморство. Излега Мислам, и они тоа е- малку како неподготвени, ако морало да биде така. Ајде во продолжение ќе видите и една изјава сега од генералниот секретар на Кошаркарска федерација на Македонија, еден краток извадок, каде што вели кој ќе ја води федерацијата. Ако си отиде, ако Пер Антич депонира оставка, Сега ќе нема слушнам. кој да ја води федерација. Сега ќе Ајде, слушам, бе. сега ќе слушам. Еј. Се го направите на позиција и дискусирате нешто. Мене не ми јасно. Еве ми одговорете ми. По ваше мислење, кој ќе биде, како ќе продолжи? Нема кандидат за председател, нема ништо, никој не е запознат избор. Како од утре ќе функционира? Пак дека ви текнало масно, тоа е невозможно. Па да ги исклучуваме представителите на собранието, статутот ќе го даде. Ова што го видовте пред малку е изјавата на генералниот секретар на Кошаркарската федерација, кој нели така се прашуваше кој ќе ја води федерацијата, кој ќе ја води истиот тој што ја води. Ако го изгласат на довербата, кој ќе ја води? Ќе ја водеше повторно Перо Антич до реизборот на другиот. Генерален секретар по дефолт по функција е прв оперативец на било која федерација, на било кој сојуз, и тоа е само по себе многу сериозна функција која бара сериозно однесување и доследно однесување. Го немавме тоа овој пат. Го немаше. Тоа Значи, го немавме. најмалку несоодветно однесување во стил мавање со раци, влегување во збор, па играње мајтап од страна на председателот Пер Антич. Еве, јас му давам збор сега. Мислам, тоа е несериозно. Сум присуствувал на многу собранија, се знае тоа како е. Немам друг коментар. Сакав само ова да го потенцирам исто како важен момент. Значи, на ова собрание не се стави на гласање, односно не се изгласа, не се усвои финансискиот извештај кој што беше дел од точките за ова собрание. И тоа можеби не создава проблем кај меѓународните кошаркарски федерации и асоциации, но сепак е момент кој што треба председателот да си го размислува. Не е само оваму го кршиме статутот, оваму треба да се усвои некој финансиски извештај. Значи тој финансиски извештај треба да го изгласаат истите оние делегати Или да не го изгласаат. или да не го изгласаат. Демократско право. Да Тоа не го остана- прифатат. Така е. Тоа остана вака на една рамна линија и еве ќе очекуваме кога следен пат ќе има Остава и отворени прашања. Остава Дали е апсолутно. таму се во ред? Остава Мислам, апсолутно без така. да преюдицираме и без да анализираме, така тоа е еден достапен годишен финансиски извештај, мора јавноста да го види.
Во меѓувреме многу шпекулации, нема да зборуваме за тоа денеска, многу шпекулации околу тие трошење на финансиските средства на КФМ, но Тоа е се има за подлабока тоа. тема, да. Така, си тоа е подлабока тема и на крај крајва си има институции за тоа кои што треба да се позанимаваат, да не ги набројуваме тука. Важното, Другутов, важното, главното, петата димензија на ова собрание е дека Перо Антич останува председател, но Перо Антич, како беше Не излезе Перо, наш голем маж. Така може он да си мисли, нашата тој да си најголема, мисли, негов печат е- најголема кошаркарска легенда, кошаркарска икона, Апсолутно, апсолутно. можеше да биде господин и како господин да си замине од Кошаркарската федерација. Одлучи да го направи тоа на некој друг начин. За причините он си знае, тој си знае самиот, зошто? Имиња како седини, не дека му ставам компарација со Перо Антич, но председател на Фудбалска федерација, имиња како Живко Мукајтов, председател на Раковетна федерација, тоа го сторија на еден поинаков начин. Тие се уште до реизборот си ја водат федерацијата. Тоа е тоа. На крајот затоа е луѓето се разликуваат. Така е. Нас ни останува. Тука ќе затвориме, остануваме на линија кошарка во другите емисии, во тоа што ќе следува актуелно. Тука ќе затвориме, денеска е петок, утре е сабота, 20 декември, 22 декември, 22 ново декември недела. собрание. Почитувани гледачи, ќе имате прилика изворно, интегрално, слично како Кошаркарската федерација, да видите како ќе течи фудбалското собрание изборно на Фудбалската федерација на Македонија. Што мислиш, лично како кошарката? Нема шанси. Нема шанси. Очекувајте не да сме живи здрави, до недела одиме и на изборот на новиот председател на ФФМ. Доколку ви се допаѓаат вакви емисии, кликнете лайк, ставете subscribe. Остануваме овдека со вас за спортот. До скоро.